Безалкохолните пијалаци, газираната и негазирана вода и пивото одсега ќе се продаваат поевтино за 10%. Покрај ова, согласно владината одлука, се намалува и профитната маржа за овошјето и зеленчукот. Со овие мерки власта очекува и стабилизирање на инфлацијата до крајот на годинава. Паралелно, поради замрзнување на цените, дел од големите маркети веќе ги оставија граѓаните без јајца, овошје и зеленчук. Рафтовите осамнаа празни, а граѓаните се лути на власта од и минималното намалување на цените ќе им излезело низнос. Дека власта води комплетно погрешна економска политика, алармираше и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Вели дека најголем проблем е што не можеме да видиме никаков раст на бруто домашниот производ, а продуктивноста била на ниско ниво. Нема зголемен БДП, нема зголемена продуктивност, нема зголемена економска активност и сега што прават? Прават насилен упад на пазар. Еве, јас ви кажувам дека нити ова, нити пак било која идна мерка од оваа влада, полна со незнајковци, ќе биде добре дојден и ќе донесе било каков ефект. Потребен е комплетно нов ресет, нова влада со здрава економска политика, со визија која што знае како да ја развива Македонија, за да имаме резултати. Со овие луѓе, медиокритети и незнајковци, ова ќе е политиката. И додека опозицијата алармира дека состојбата не чини, од власта уште еднаш се пофалија дека се проширува листата на производи со гарантирана цена. Во делот на трговците и тие кои го покриват нашиот пазар и тие кои извезуваат, имам една порака за да не го имаат македонскиот пазар како резерва во делот на снабдување со овошје и зеленчук. Во меѓувреме, инспекцијата на терен проверува дали маркетите ги намалиле цените на основните прехранбени производи. Добар дел од нив не, и затоа, како што велат инспекторите, казните биле големи, со цел секој кој не ја почитува мерката да добие казна па и клуч на врата. Големите маркети, она што го кажавме, беа 7 казнети по одлуката на владата и 5 маркети по законот за потрошувачи, односно нечесни трговски практики, и истите беа затворени. Апелирав и апелирам сега. Нема да дозволам и јас као директор и државниот и сите инспектори да се доведе во заблуда граѓанина. Збориме за сериозни компании кои не смеат да си го дозволат тоа и не смеат у ниеден момент да се доведат во заблуда или да се применуваат нечесни трговски практики. Продавниците кои не ги намалија артиклите ќе бидат затворени 5 дена. Во меѓувреме, инспекторите најавија и контроли во малските дуќани, а ќе се казнуваат и дистрибутерите кои намерно не вршат достава на овошје и зеленчук. Инаку мерката за намалени цени ќе важи до 30 ноември.